Само му викнав на детево да се пази, меѓу време докато и се тргна го потфати него, носечот од куќава и гребената има и од десната страна у рамото и десната нога му е повредена мало. И унутра тоа клима уред имamo, климата уред исто е уништена, прозор е унутра. Тоа ге каучи ово, она што имало тоа кожа, што сме земали од фарбите нова. Ту е унутра, зидот го струшил. Имавме еден подпорен зид и подпорниот зид исто. Тоа е огромна карпа. Не сме вработени, само мајка ми зема пензија со 8.000 динар. Другите не сме вработени. Јас и жена ми, 2 деца и ќерка имам една, не сме вработени. Имам дете инвалид со оштетен вид. Прва работа, ја мислим сигурно материјално, тоа советот ќе одлучи колку ќе помогне. Друга работа, мораме да го чистиме ово. Значи без разлика, или он сам ќе го работи, значи треба да се работи континуирано и полека, значи да се чистат и да се направи некој подпорен зид. Пошто пак може да биде, значи, проблем за доле. Значи тука горе мора да се направи подпорен зид. И тоа ќе земаме, значи, сите обврски, ќе направиме и колку треба да се троши и дајаме предлог на советот и да одобри советот средства за да го завршиме работа.